Колку да тегнам овдека? Или мислиш доволно е, па? Гледај, само битното е дека збориш у ова, пошто пример страничниот делови не фаќаат. Значи збориш у ова, толку. А друго, колку тегнеш, мислам дека нема никаков проблем од причина што кабелите се добро прицрстени. Освен да не бутнеме, а нема како да бутнеме камера. Опа, идемо еден крај. Тоа е дојава од нас. На кој? Сега е време да се усериозиме и да ви посакам добре дојде во уште едно ново видео на Скратен корнер, што гледате дека сум во кошулче, денеска и Филип ме следи во трендот. Да, се потрудив. Така. Да, Тоа значи дека време е да ги дискутираме 5 работи кои што ги научивме неделава. Токму така. Како си, Филипе? Арно. Арно е. Да. Само толку? Да. Добро, вчера имаше Добро. Лига на шампиони, нешто не знам, возбуди она нема. Да, имаше убави надпревари за гледање. Имаме убави впечатоци. Да. Интересни, да, и сега заедно со тебе, драг колега, ќе ги дискутираме. Почитувам. Може ли да имам таа чест? Ја имаш таа чест. Тема број 1. Прва работа која научивме неделава. Не ја научивме прва, ама тука е прва сега со рубриката. Јове на стадион. Прва победа на Милан во нокаут фазата на Лига шампиони по долго време. Подолго време и тоа цели 10 години. Чекаа на победа во нокаут фаза. 10 години. Да. Во тие 10 години изигравме неколку нокаут надпревари, мислам дека вкупно 6, во кои што немаа победа. Ланските, нели, две што ги одигра исто така немаа победа во нив. Односно лани, се извинувам, не се пласира во нокаут фазата, Да. извини, сакам да кажам дека во групата немаа победа ниту една, ниту во група. И сега 10 години по онаа фамозна Тоа 2013. сакам да прашам. Па Сали Мунтари, Кевин Принц Боатенг и компанија кога ја победија Барселона 2:0, мислам дека тоа беше последната. Од тогаш немаат Да. играно нокаут меч? Од тогаш имаат играно, ама немаат нема победено. победено. Едно по таа година мислам дека играа нокаут меч против некого, не го добија, Атлетико ли беше нешто такво и еве сега оваа година конечно 1:0. Да им се множат. Фала ти се. Надевам дека уште во следниот надпревар ќе ја дуплираат, ќе го дуплираат тоа конто. Лондон, кога се игра следниот надпревар? Како му доаѓа за 2 недели од сега во март. Да, нема да е толку блиску, ама пак имаме време да вратиме неколку играчи. Да. Тоттенхем значително ослабен во средниот трето собрано. Скипи Папа Сар беа. Да. Како ти се вида замените за Хојберг и Бентанкур? Иако реално Многу сакам да го да, имаш привлечно име. Родриго Бентанкур. Да. Види, со оглед на тоа што нели многу стандардни беа Хојберг и Бентанкур од почеток на сезоната, Скип и Папе Сар скоро и да не добиваа шанса до сега, ама реално како за Лига на шампиони, нокаут фаза меч, мислам дека сосем солидни беа. Скип ми беше Промаши неколку пасови. Така, ама добро. 21 има. Очекувано така, да мислам дека нели, 20 или 21, да, не да си нестрплив или нервозен малку и ама на физички деби. се носеше скроз Да, со утакмицата. физички супер. Папе Сар како да кажам, порасна во тек на утакмицата. Мислам дека прво полувреме го одигра малку како со страв во нозете, со се како бамби малце. Да. Ама второ полувреме беше, па би рекол, она скоро без грешка. Мене многу ми се допаѓа како изигра. Да. Кори се не ја бара топката при градење на напад. Супер. Интересен талент и мислам дека баш во оваа, нели, криза на составот која што им е во моментов, мислам дека оваа аквизиција на Сар им се уклапа некако баш супер. Колку и тој има 20, 21? Да. Така. 20 и 21, ако не се лажам имаат со Скип, што е? Супер, ветува, да. Се надевам дека Бентанкур ќе се врати добро по повредата, сепак 6-7 месеци се многу, ќе отсуствува. Нека закрепне прво. Да, ќе зборуваме за тоа потоа. Многу е рано за да се очекува. Нека заздрави го што треба прво. Левата страна на Милан. Доволно посветивме време за Тотенхем, ама сега малку на Милан, бидејќи Милан сепак беа победници од се ова. Заслужуваат. И малку љубов. Ето. Оф камера ти направи малку муабет за Леао.
и кој што беше нели man of the match играч на преварот во вторникот против Тотенхем. Да. Ама јас ќе го покренам пак прашањето. Колку Не знам од кој е формата на Леао се должи на капитенот Тео Хернандес? Човекот е лудак. Асистенцијата за голот, сите пробиви што ги направи, дефанзивно дека успеа да ги затвори сите пробиви по негова страна. Единствено што беше глупаво е дека нели се скара со судијата во 88 и доби жолт непотребен во 88. Не го приметив тој. Небитно, ама Добро. доби жолт, разбираш, немаше потреба да добие жолт на таа утакмица да. која ја одигра као 10 од 10. Добро, тоа е со темпераментот се Да. доаѓа некојаш. Да. Ама Си инаку го освен знаем. тоа, мислам последниве години и пол убедливо најдобар играч на Милан Да. е Тео. Да, се сеќавам кога кажа демек кај ќе Кулушевски како ќе таму ќе се справува со Тео Ернандес. И реално имаше многу проблеми. Плюс Малик Тиао, Да, младичок. Малик Тиао, да. Значи нив двајца тоа е многу голема задача таму да креираш ти против нив како Кулушевски. Тиао е физички многу подготвен, значи спринтови, Мотивиран скокови е. и сето тоа, а мораше сега да е мотивиран бидејќи ова му е као 8 утакмица што ја игра за Милан. Разбираш, многу мала минутажа има сезонава. Да. И му се погоди да Томори се повреди ден пред надпреварот на тренинг, па за Тиао да влезе во првата постава, иначе Супер воопшто- тајминг. Да, воопште не може да биде. Ако што разбрав имал успешно коло во Италија не со некој послаб противник веројатно. Да, последното коло го одигра, ама може би збориш за онаа утакмица една од пред неколку месеци против Салернитана, кога влезе во 52-55 минута така некако и до Добро. крај на утакмицата расчисти И од една тогаш- од гол линија и два зицери ги фати онака со клизач у последен момент. И од И од тогаш тогаш нема има само еден старт. И ова му беше втор старт од тогаш. Перспективен младич. Ама малку ти избегав од тема. Да, Леао окей. или Тео Ернандес? Мислам дека Тео Ернандес. Многу нуди, премногу, силен, брз, дефанзивно, ќе стигне се пробива напред, центар шут, не знам, се, буквално. Многу стабилен. Многу стабилен. 24 има. Цела кариера е пред него практично. Да. Разбираш, веќе е Да. капитен на Милан, Само да остане здрав. ќе остане. Па и за брат Премногу му е така физички викам. премногу е физички спремен. Види, да, и брат му е таа ситуација, ама верувам дека и брат му откога ќе се врати по повредата нема да има повторни проблеми со Се повреда. надеваме. Се надевам, да, нормално. Океј, јас ќе се сложам со тебе, иако Леао е поскап, Тео е поважен, Да, да. би рекол. Тука Тука ја затвараме. Кој е поважен за Милан? Дефинитивно Тео. Тео. За Леао, сакам само да кажам и да затвориме. Да, Дека да, има надпревари, има само доверба од 90 милиони, ама не и вештина. Некад, не знам како да му бега топката, на некој надпревари. Ми фали уште малку редовност кај Леао. Инаку е... Па на Difference тоа maker. се работи откако е дојден во Милано, со ова ќе завршам, стварно, на тоа се работи уште од самиот почеток, значи човекот се гледаше дека талентот го има многу во нозете, меѓутоа не беше воопшто конзистентен кога дојде. Значи тој можеше да има добри 5 минути и потоа наредните 80 минути да се никакви. Да. И полека почнуваат тоа да го зголемуваат. Па првин да има добри 30 минути, па добри 45 минути, сега е на некои добри 80, ама на 10 минути исклучува. Значи уште кога малку ќе- од фокусот Да, остана. кога ќе Добро. дојде до фул фокус, Добре, има тоа повеќе. веќе ќе биде, мислам дека незапирливо, бидејќи на градба да. таа е неверојатно газела. Да. Толку за оваа тема. Работа број 2 која се случи оваа недела повторно поврзана со Лигата на шампионите, остануваме таму. Да, друго коло. Да, средата Челси загуби од Борусија Дортмунд на гостувањето. Значи, колку му доаѓаат некои 20 на нови засилувања последнија сезона и пол и се уште не можат да победат во Лигата на шампионите. Значи, тешко е да се брка успех со прескокнување скалила. Значи, Да. Ау, Не колку може. добро поентирано. значи ги гледаш Кај Хаверц, Мудрик, Феликс, Зиеч, ги гледаш, се може да направат со топка, ама треба еден Дрогба,
Треба еден како Тиаго Силва таму меѓу нив напред. Не знам кој ќе биде тоа, ама фали малку, не знам ни како да го опишам, ама фали малку искуство, малку запрете сега, дечки. Сега ти ова ќе правиш, ти она ќе правиш, така. Некој стамен, искусен, зрел играч. Премногу се млади, премногу се сакаат да направат и всушност не прават ништо. Односно не прават доволно. Креираат, ама Епа тоа можеби ме само лаже. креираат. Јас сега ќе давам едно можда малку налудничаво предвидување, ама реално минимален е резултатот. Мислам дека Челси ќе помине во овој дуел. На домашен терен мислам дека ќе ја добие утакмицата баш од причината со која што ти заврши со последната твоја реченица. Креираа многу, а не реализираа ништо. Многу лесно креираа. Креира. Значи квалитетот Способни се. индивидуален на тие играчи е на многу високо ниво. Рис Джеймс испраќа една топка во 16-тник и таа гаѓа играч, едноставно тој не го промашува играчот. Разликата може би ја направи реално влегувањето на Кукурелја. Значи се осети падот во квалитетот Чилвел до Кукурелја. Меѓутоа ништо друго не направи да почувствувам јас дека Борусија Дортмунд е на некој начин подобар тим. Не е подобар тим. Не е подобар тим, ама на Сигнал Идуна имаат екстра играч. Апсолутно, апсолутно. И можеби ја го има оноа екстра желбата, што Челси фудбалерите го немаат, бидејќи во моментов се уште не се екипа. Да. Значи, реално Енцо Фернандес не може помалку да му е гајле за Жоао Феликс. Реално. Не се знаеле до вчера. Ама Ќе мора да му стане гај. ќе мора. И мислам дека ќе го добијат реваншот, ако продолжат да креираат со исто темпо, не може да промашат пак 11 шанси. Ме разбираш? Многу се изна промашија. Да. Таа шанс што им ја одби од гол линија, значи такви шанси ќе влезат на втората. Мислам дека особено што е во Лондон, особено што е на Стенфорд Бридж, мислам дека да. А едно прашање поврзано со утакмица. Мислам баш со Челси. Да. Кој од засилувањава од овој јануари Добро. покажува најмногу до сега? Покажува или најмногу пак до сега? мислиш да не мора да покажува, кој мислиш дека има најголем потенцијал да биде долготраен играч за Челси? Дипломатски малку. Важноста ќе биде поинаква на крилен и на заден везен играч. Ама ќе им давам предност на офанзивциве, мислам дека Мудрик. Ќе се задржи Така долго? стамен ми е. Знаеш, не се пали премногу. Ги дава тие петите, проигрува, ама ќе си дое тоа со зрелоста и со адаптацијата и мислам дека ако го служи здравје, мислам дека таа брзина и завршница ќе ги користи. Да. И таа close control, на блиска контрола. Многу брзи нозе. Многу брзи нозе и со двете нозе ја води и дриблингот може да му биде и во лево и од десно и да. Очекувањата се многу големи и притисокот е поинаков на 100 милиони, ама мислам дека Мудрик. Ако е прашањето поставено како кој најмногу покажува, јас би рекол Бадиашиле, значи од моментот кога се појави него извадија, одличен, ама мислам значи замисли стопер на менеджер со таклинг 19-ка. Тоа е тоа. Типот е влегува во терен и решава да те разнесе. Тоа е. Ама no nonsense defender, леваче, супер дефицитарен, нели, леваци стопери се многу помалку отколку деснаци стопери. Да. Тие купија еден од елитните млади леваци. Освен ако се Никош Лотербек. Да. И он е меѓу тие. Супер фудбалер. Значи Нико на топка ми е рамно на поезија. Значи ја гали човече топката. Буквално ја негува. Обожавам да ги гледам тие и оној клизачот што му го направи последен момент на Хаверц, како убаво истемпирано точно во моментот за да ја зафати доволно топката, а да не го допре играчот. Браво. Многу осет, многу чувство. Бадиашиле веројатно, Бадиашиле е no nonsense, она баш па сега не класичен, ама гледај, има тој многу техника во нозете за да ја изнесе топката и сето тоа, ама реално стилот на игра на него му е на старовремски стопер, ме разбираш. Тој е тука дојден да ти ги земе дуелите. И мене многу ми се допаѓа тоа. Мене ми е животно, онака физикус, неверојатен физикус и мислам дека баш онака наследник на тие old school дефанзивци. Баш ќе обрнам внимание, сега го спомна.
Да, јас ќе одам знам со зашто ми Бадиашвили и мислам дека сигурно барем некои 4-5 години ќе се задржи тука. Многу ми е стил на фудбалер што ќе го засакаат навивачите на Челси. А е подпишан на 7-8. Барем пола. Да, па така нешто 7,5-8, такво нешто. Да, толку со оваа тема, бидејќи Лигата на шампиони заврши, сега малку на ќе Лига Европа да копнеме. Работа број 3 што ја научивме оваа недела. Добро. Барселона наводно подкупувала судии. Нема шанси. Не се Барса. Shady once, shady always. Кажи ми се. Добро, случајов е, ај на кратко да ти ги кажам деталите. Додека била под водство на Жозеп Бартомеу, кој што си замина од функцијата како беше лани на почеток на годината или преклани, така нешто небитно, дека исплатила 1,9 милиони на компанија која што е во собственост на како му доаѓа подпредседател на Шпанската судиска федерација. Името е, ќе морам да се свртам кон Ливчево, Хозе Марија Енрикес Негреира. Хозе Марија Енрикес Негреира. Срам да ти е, Хозе. Да, сега, типов. Знаеш што вика? Дека парите ги добивал заради тоа што им кажувал на играчиве, односно им нудел консалтинг услуга на играчиве на Барселона како да се однесуваат со судии. Над бајенет. Срам да ти е, Жозе. Срам да ти е. Срам да ти е. О, добро, ќе прекинат ли овие ствари? Чув дека немало ниедна фактура, буквално. Да. Во федерација, веројатно. Не федерацијата, од фирмата компанијата, негова, да. За него имам името на компанијата, ама па не е ни битно тоа, не ни знам што се бави, смешно е. Не вреди ова, не знам, мислам, нели, жешка тема е, ама не би сакал, мислам, очигледни се некои работи, срамно е и сега ќе пробаат да си го избелат некако образот повторно Барселона, ама велат нели можеше да се почувствува тоа и затоа е срамно и затоа не е ново и ако имаш ти уште нешто па да, особено што нели сега излегува дека е за Бартомеу информација, можело комотно да излезе пред 2 години, ама тогаш уште беше претседател, можеби не сакале имиџот да му го наштетат. Сега кога веќе нема заштита тој од клубот и од бордот на Барселона, сега веќе може имиџот да му се оштетува и искача овој случај на виделина. Простете фанови на Барса не е дека нешто против вас имаме или нешто она, ама ова е само реално случај кој што постои, а не е прв поврзан со Барса кој што е од иста тематика, така што решивме да го обработиме и ми беше интересна тема, пошто е стварно онака без срам, ме разбираш? Да. 1,9 милиони на судија уплаќаме, ама кажи ни како се понашаме за да не фатат, ама значи небулоза. Тебе дале таму. Се задржуваме на судиска тема. Се задржуваме на судиска тема. Работа број 4 која ја научивме оваа недела е дека ВАР грешките во Премиер Лигата ја донесува и првата казна судиска оваа сезона. Ли Мейсон казнет една недела да не може ниту да суди, ниту да биде во ВАР собата поради грешката што ја направи на преворот помеѓу Арсенал и Брентфорд. Не ја видов грешката, ама ми се допаѓа што значи ќе одговара судијата. А од друга страна, морам да спомнам дека страшно ужасна обврска имаат судиите на вакви високи надпреварувања, односно квалитетни лиги. Значи, да досудиш секогаш точно, значи со толку многу персоналитија, толку многу звезди, толку многу скапо платени играчи, не е лесно, знаеш, имаш притисок и таков, како судија, предпоставам, ама некојаш се случува и некојаш ќе треба да се преземе одговорност, да речеш, нели, сгрешив и да си ја отслужиш казната од една недела. И тоа е тоа, ништо страшно, идеме дале, ама една недела немаш судење. Да. Мислам дека е добро што ете презема барем дали е ЕФА, дали е судиската федерација кој да ја излекува казната, предпоставувам дека е ЕФА. Презема одговорност да рече дека е види, окей, добро сме направиле погрешно назначување на судија таму, можеби тој си заспал, може да отишол по кафе или што и да правил, па не ја видел ситуацијата, ама не може да ти се случува, бидејќи имаш работа 2 пати по 45 минути тој ден и толку и седиш во соба. Да. Како после тоа што сакаш, иди у кафана, whatever. Да, тотално. Ама тие 90 биди концентриран на 7 монитори што ги имаш пред тебе. Види,
Ајде, Ајде, кажи. Докажи. Моето е подолго, кажи. Каква беше ситуацијата? Пошто јас зборам, се изнакажав, ама Ситуацијава не ја беше за требаше да ја прекине играта пред голот на Брентфорд за изравнување, така некако беше. Значи требаше да ја прекине заради некаков си фаул и што беше сега не да, ама И сега тоа наддава на и дека веќе дава, да, реално дека има функција кон резултатот, дека има оваа грешка кон и титулата. да. Тоа е што да. Не знам. Можда ова е најфер начин да се реши тоа, дека не се случувале судиски грешки претходно, како да не, мислам се случувале еден куп, ама поентата е дека кога веќе имаш 7 монитори пред тебе и цела компјутерска техника да му се случи на главниот судија, можам да те разберам, тој треба да ја направи у секунда одлуката. Да. Ма ти Имаш немаш време, многу да. оправданија. Главното прашање за кого навел како мал. Мислам дека немаше за него некои податоци такви, знам дека има еден куп од судиите кои што се за Юнайтед и за Тотенхем, пошто повеќето од судиите се од Манчестер и од Лондон. Да. Ама имаат судиска криза во Англија последние години. Не знам дали знаеш за тоа и дали имаш читано, The Athletic ја обработуваат темава и јас уствари тие ми ја ставија во глава дека и сватив зашо се работат овие ствари, разбираш? Ти не гледаш менување на судиите во Премиер лига. Може по еден нов да доаѓа по сезона, ама тоа е премалку. Зошто се случува тоа? Ќе пробам да го објаснам за и гледачите да сватат на најлесен начин. Значи воглавно за да судиш EFL надпревари, нели, во English Football League, топ 4-те лиги. Да. Треба да си посебно лиценциран. А за да судиш лиги нисколигашки и за да судиш оние што се Seven Aside Leagues и слично, немаш потреба да ја имаш таа, туку некоја си основна лиценца што се плаќа многу малку као 400 фунти. Океј, значи, што ни е некаков заклучок дека се подобро или се влошува судењето во Англија? За да не го правиме истиот муабет. Дали се подобрува или се влошува судењето во Англија? Или па, дали вакви одлуки, како например оваа што е казнет Ли Мейсон, можат да направат да се подобри судењето? Може да ги направи повнимателни, да се подобри. И да има помалку пропусти во иднина од овој тип, како на надпреварот Арсенал Брентфорд, бидејќи како си кана. Значи, верувам дека ќе бидат повнимателни судиите во иднина, нема да се дозволуваат вакви грешки. Па, може да кажеме, дека уствари петтата работа која што ја научивме оваа недела е дека Арсенал можеби нема сила да ја издржи оваа шампионска трка. Што знам, ќе видиме, баш тоа ќе го дискутираме. Сити го победи Арсенал во шампионскиот меч. Значи, тоа се уште 3 бода изгубени. Сега имаат надпревар помалку, но веќе бодовна или меѓу... Нема бодовна разлика. Сакав да кажам гол разлика или меѓу 7 не знам гол разликата. Меѓу 7 дуел, што оди како приоритет? Треба да е гол разликата, мислам дека приоритетна, ама не ме фаќате за збор, ова и лани еднаш го имавме и лани еднаш се зезнав што кажам. Да не идеме у таа дупка со... Да, не знам, тоа е работата, немам појма, ама... Како и да, Сити беа подобри. Така. На гостувањето. Така? Да. На гости беше, Лондон беше, така, да. Да, и сега нема простор за грешка. Нула. А во криза се, сега криза, може е пресилен збор, ама моментумот е значително спласнат и тоа со Евертон беше голем пропуст што им се случи. Да, и сега шампионските надежи имаат еден огромен знак прашалник. Да. Сити сме ги навикнале да играат во серија многу добро. Така, као они можат да врзат 15 надпревари во серија без да изгубат поени и тоа не има никаков проблем. Рутински. Кај Арсенал, колку и да имале добри периоди, ова го зборувам од почеток на сезоната, секоја чест за тоа што се уште во трка за титулата, мислам дека апсолутно не се топ 3 екипа во Англија, според играчки кадар. Ама таа желба, таа борбеност нели што ја имаат, ги одржуваат таму кај што се, не го кажувам ова некако навредливо, баш го кажувам као комплимент. Супер, вадат 110% од себе.
Добро. Меѓутоа, кога ќе ја ставиме нели очилата на реалистичност на нас, Да. кога ќе ги ставиме, кога ќе ги погледнеме работите, кога ќе видиме што има Сити на располагање, Да. си викам од сега дека многу тешко дека ќе ја изгубат титулата. Дали мислиш дека ќе беше поинаку доколку Жезус и Емил Смит Роу беа здрави? Пример, да беа здрави... За утакмица или за сезона воопшто? Па да немаат такви повреди, да има нели моментум, да има толку добар старт, може не тоа предност на табелата, но сега да беа здрави, да може да одиграат во средата. Дефинитивно ќе влијаја. Кој беше вчера? Средата, да. Да, вчера. Значи Средата. дефинитивно ќе влијаја. У секој случај мислам дека колку и да беше Пардон. нивното влијање немаше да влијае на резултатот од утакмицата со Сити. Мислиш дека не може? Не може. Сити, патем сега да го назначиме 11 надпревари поред во лига се победници против Арсенал. Значи ова не е нешто што се дешава као знаеш што еднаш година што ќе ги тепаме, ги победуваат сите утакмици против Арсенал последниот 5 години. Класата, Така што- разликата во класи е евидентна. Да, и им лежи како противник. Тотенхем не им лежи на Сити како противник, така? Да. Е многу како клуб Сити од Тотенхем, ама не му лежи како противник. Те разбирам. Од друга страна Арсенал е као Прашањето ми беше околу Жезус и Смитроу, дали пример тоа ќе придонесеше да не кикснат против Евертон. Може Се, ова би. е Тоа хипотетички, може би, да. ова е- апсолутно. Има просторот за грешка, односно можните грешки кои се случаат, дали ќе може да се избегнат доколку Да, ќе речам да, меѓутоа тука се создава и една друга работа за тренер кој што е во почетокот на своја кариера како Артета, ќе му се создадеше па можност да бира. Колку сме сигурни дека тој ќе го направи правилниот избор секогаш, бидејќи сега е многу лесно. Тросарт е достапен, Тросарт ќе стане од клупа. Ама ако и Жезус и Тросарт се достапни и двајцата се на клупа и тој треба да одбере. ќе паузира. Не, И уште апсолутно, некој. али па ете тогаш па на Кетија ќе биде на клупа, ме разбираш. Кога треба да паузира? Ама Тоа и за фера се- да е на клупа при Жезус. Треба да е. Толку мотивиран, со толку добар старт. Треба да е. напаѓач. Ова го кажувам чисто хипотетички. Да, Кои да, да се да. тројцата играчи во ротација, небитно кои се тројцата, Халанд, Бензема и Влаховиќ нека се, треба да одбереш кој од тие тројца ќе дае гол денеска. Така. Да. Или кој од тие тројца стопери нема да направи дефанзивна грешка. И таму му е пример многу лесно. Така. Тој знае кои двајца му се стартери Да. и знае кој е третиот кој што влегува. Ако имаше луксус тука да бира со 5, не сум сигурен дека така Па лесно ќе може. Тросарт треба допрва да се сега постигна гол против Брентфорд, ама допрва треба да се наметне како некој што би го истиснал Мартинели од Добро. составот. Да. Што со добри играј не е толку тешко. Мартинели пак има периоди кога што не е продуктивен, но многу значи за состав. Артета имаше изјава многу интересна и многу фер дека од позиција ученик-учител, дека тој го гледа се уште Пеп и Манчестер Сити како императив за фудбалот и за тоа што тој сака да го постигне со Арсенал и дека е ова само тест кој веројатно е објективен, паднат тест што е реален и имаат уште да градат и да се подобруваат. Апсолутно. Види, тука не може ништо да негираме во таа изјава. Да, Сити се стандардот во Премиер Лига веќе долги години. Значи, особено Сити на Пеп. Повеќе алудирав на дистанцата, на респектот меѓу себе. Не, Ама цел свет го знае тоа и го гледа. Да. Сега од ваква позиција Сити, освен ако не се случи нешто бодовно, нели за она што го разговаравме минатата недела, освен ако не им одземат нешто од бодовите или слично, не ги гледам да ја изгубат титулата. Не мора драми сега да се прават. Ете си одигра. Се сложувам, сакам да е така, ама не знам, нешто ми кажува дека до крај на сезона можда ова не е последниот пресврт што ќе го видиме. Тоа би го кажал. Тука нека да ставиме крај на оваа епизода. Сосем окей тајминг, така? Да, добро. И ове тоа е тоа. Ви благодариме за вниманието. Лайк, субскрайб, мафијаши. Да, скратен корнер се одјавува. Чак!